цел на струмичани да им ја презентираме новата програма, манифестот за реформи и развој 2011-2015 година. Тоа е програмата со која ќе работи следната влада на ВМРО-ДПМН последните 4 години со цел да им се подобри животот и животниот стандард на граѓаните, да создадеме подобри услови за развој на економијата, за креирање на нови работни места. За таа цел пристапивме кон изработка на програма со конкретни проекти, конкретни мерки и политики, конкретни рокови и надлежни институции што се одговорни за извршување на тие политики и проекти. Со преку над 1200 проекти одиме пред граѓаните, значи како и обично ВМРО-ДПМН настапува сериозно со политики и мерки кои што ќе го подобрат животот на граѓаните. И натаму главниот акцент останува на економијата, посебно во даночната политика имаме силни и добри мерки. За разлика од нашиот политички противник СДСМ, кој што најави прогресивни даноци, што значи зголемување на даноците, ВМРО-ДПМН оди со политиките на најниски даноци во Европа, значи Македонија да остане земја со најниски даноци во Европа и дополнително во таа насока ќе ги намалиме даноците, посебно за малите и микропредпријатија, за трговците, дуќаните во Струмица и низ цела Македонија ќе имаат можност да бидат ослободени од плаќање на данок, сите оние кои што имаат годишен приход до 3 милиони денари, а за тие што се меѓу 3 и 6 милиони денари овозможуваме самите да одберат каков вид на данок сакаат да плаќаат. Ќе го намалиме ДДВ за туризмот од 18 на 5% и ДДВ за суровото масло за јадење со цел да го заштитиме стандардот на граѓаните, ќе ги намалиме царините и стапките на социјалните придонеси со цел да им помогнеме на фирмите и на бизнисмените за да се создадат помали трошоци и да можат да создаваат работни места. Во делот на платите и пензиите, ВМРО-ДПМН останува на политиките на поддршка на животниот стандард на пензионерите, на кои што најмногу им се потребни зголемувањата на пензиите, за да може да го заштитиме нивниот животен стандард. И во таа насока во следната програма предвидуваме 24% зголемување на пензиите во овој период од 4 години, додека платите на наставниците, на здравствените работници, на социјалните и културните работници, на полицијата, војската и државната администрација, сите оние што се во јавниот сектор ќе бидат зголемени за 21%. За најранливите категории на граѓани предвидуваме исто така зголемување на социјалната помош и на доместоците за 21%. За сите граѓани во Македонија, за да може да се посериозно да се реши прашањето на прв стан или изградба на куќа, имаме два нови проекти кои што предвидуваат. Едниот предвидува плаќање од страна на државата со државни субвенции на половина од месечната рата во првите 5 години за кредит земен до 50.000 евра од банка, значи државата ќе покрие половина месечна рата во период од првите 5 години. И уште еден проект во иста насока, 50% од учеството што е потребно за да се купи стан или да се изгради куќа, ако кредитот е до 50.000 евра, го плаќаме како држава. Во делот на земјоделството, она што е многу значено и за кое што ВМРО-ДПМН во изминатите години стана препознатлив како единствена политичка партија што им дава поддршка на земјоделците, продолжуваме со силни политики за субвенционирање на земјоделството. Во нашата програма, за разлика од програмата на СДСМ во која што не стои ни една единствена цифра колкави ќе бидат субвенциите, во програмата на ВМРО-ДПМН во нашиот манифест точно стои дека во следните 4 години заедно со оваа ВМРО-ДПМН им ветува на македонските земјоделци 670 милиони евра поддршка во вид на субвенции. И по години е наведено која година колку, од 130 до 150 милиони евра годишно ќе бидат субвенционирани земјоделците, а истовремено обезбедуваме и поддршка за нив во вид на ефтини кредити со каматна стапка од 3% за примарното производство и 4% за преработувачката индустрија. Има предвидено проекти што се однесуваат на изградба на нови училишта, реконструкција на училишта, студентски домови, изградба на спортски сали, проекти што се однесуваат на енергетиката, каде што е предвидено завршување на инвестицијата за Чебрен и Галиште, проекти во делот на инфраструктурата, многубројни проекти, меѓу кои што и проекти што се однесуваат на овој регион на југоисточна Македонија, значи имаме изградба на патишта и слично, така да е една целосна опсежна програма во која што ВМРО-ДПМН има предвидено, како што реков, над 1200 проекти и стотици конкретни мерки и политики со кои што ќе помогнеме да се подобри животот на граѓаните. Меѓу другото, во делот и на здравството, да не го испуштиме, предвидуваме најдобрите 100 доктори во јавните здравствени установи во Република Македонија да имаат можност да добијат двојно повисока плата. Со други зборови, за струмичката болница тоа би значило 3 до 5 најдобри доктори во Струмица
секој месец да бидат двојно платени со цел да се задржат во јавното здравство и да се подобри квалитетот на услугите, и ќе ги завршиме проектите на реконструкција и на опремување на болниците. Така да, од прилика, тоа е главните суштини на програмата. Има многу детали, многу проекти, многу помали проекти кои што се значајни и кои што во следните 4 години очекуваме да помогнат да се оствари поголем економски раст, кој што ќе се движи некаде до 5% во првите 2 години и до 6,5-7% во вторите 2 години, да има нови инвестиции и отварање на нови работни места, бидејќи само на таков начин ќе успееме заеднички со приватниот сектор да го подобриме стандардот на граѓаните. Така, сега јас имам две прашања. Едното е да се вратиме на делот на даноците. Значи, веќе најавивте дека продолжувате со намалувањето. Конкретно во кои области и кои се очекувањата, односно ефектите кои што очекувате да ги добијат граѓаните како придобивка од сето тоа? И второто прашање е што конкретно со оваа програма, односно со манифестот, планирате и најавувате како проекти конкретно за Струмица? Да, даночната политика е една од најзначајните политики во делот на приватниот сектор и ние како партија посветивме посебно внимание во тој дел. Значи, како што реков, ВМРО ДПМН останува на политиката Македонија да има најниски даноци во Европа. И во таа насока ние, освен што нема да воведеме ниту еден нов данок, ќе ги намалиме даночните стапки за малите и микрофирми кои што имаат вкупен приход до 3 милиони денари годишно, ќе го укинеме целосно данок. За фирмите што имаат меѓу 3 и 6 милиони денари годишен приход, ќе можат да одберат дали сакаат да плаќаат данок на добивка или сакаат да плаќаат 1% на вкупниот приход. Кај стапката на ДДВ вршиме намалување на ДДВ за суровото масло, значи маслото за јадење, и намалување на ДДВ за туристичките услуги, значи за сите услуги за ноќевања, полупансиони, пансиони и слично што се даваат во туристичките објекти со цел да се стимулира туризмот. Стотици цариниски стапки ќе бидат намалени и ќе бидат укинати, меѓу другото и за семенски материјал, за производството на овошни сокови, шеќерот и други производи кои што се значени за зајакнување на конкурентноста на македонските компании, и на тој начин заедно со другите мерки што ги предвидуваме во делот на регулаторната гилотина и намалување на трошоците за фирмите, значи им нудиме еден силен, добар даночен пакет со кој што ќе имаат и предвидливи даночни стапки во следниот период и ниски даноци, односно најниски можни даноци, најниски во Европа, како што реков. Треба бизнисмените, треба граѓаните да ја споредат оваа понуда со понудата на Социјалдемократскиот сојуз, каде што во нивната недовршена, да речем, програма што ја презентира, нема ни една бројка, нема бројка какви ќе бидат даноците, освен што се кажува дека ќе воведат прогресивен данок, што во превод за бизнисмените и за граѓаните значи зголемување на даночните стапки. Треба да ги прашаат, да ги кажат вистинските стапки за колку планираат да го зголемат данокот, иако тоа не е добра политика, меѓутоа ред би било транспарентно да им кажат на бизнисмените и на граѓаните колкави ќе бидат тие стапки. Само така може една сериозна политичка партија да понуди, да можат граѓаните и бизнисмените да споредат по тоа кој им нуди подобра даночна политика. И вториот дел, значи прашањето конкретно за Струмица. Струмица е значаен град, значаен центар за нас во делот на производството, во делот на индустриското производство, во делот на земјоделството, и ние посветивме посебно внимание за Струмица во нашата програма, во манифестот на ВМРО ДПМН за следните 4 години. Содржани се бројни проекти што се однесуваат на подобрување на животниот стандард на граѓаните во Струмица и општините што гравитираат во овој дел. Да почнам од инфраструктурата, предвидено е не само да се доврши патот меѓу Радовиш и Струмица, туку изградба на нов експресен пат меѓу Штип и Струмица, кој што ќе биде со 4 ленти, од кои 2 ленти со по 3,75 метри ќе бидат за побрзи ленти и 2 побавни ленти од по 2,5 метри. Значи, тоа е проект што вреди околу 250 милиони евра, кој што се однесува на подобрување на поврзаноста на Струмица со Штип, а со тоа со оглед дека се предвидува изградба на автопат меѓу Штип и Скопје, кој што ќе го скрати растојанието и превозот, односно времето потребно за превоз до Скопје, ќе биде многу полесно, поедноставно и за трговијата и за патувањето да се дојде до главниот град и обратно. Во делот на инфраструктурата секако предвидуваме и да се завршат реконструкциите на патиштата што се започнати, значи Струмица Дојран и останатите патишта што се започнати, и предвидуваме во енергетскиот дел. Струмица е влезена во онаа прва фаза за гасификација и ние со оглед на тоа дека се завршени сите подготовки во следните 4 години очекуваме да почне изградбата на гасоводот.
Во делот на земјоделството веќе кажав 670 милиони евра субвенции, од кои голем дел ќе завршат кај струмичките земјоделци, ќе има подршка за сите категории на земјоделци. За нив обезбедивме не само тоа, туку и обезбедивме ефтини кредити со цел да можат со 3% каматна ставка да добијат кредити за примарното производство и 4% за преработувачката индустрија. Има уште еден проект за струмичките земјоделци кој што долги години, да речам, тие го бараа од нас и во сите населени места каде што одевме се поставуваше тоа прашање и ние како политичка партија ВМРО-ДПМН го стави во манифестот во нашата програма, а тоа е дека ќе овозможиме докуп на стаж до 5 години за земјоделците од Струмичко и од другите места во Македонија, оние на кои што со членот 203 им беше укинато на време правото на докуп на стаж до 15 години, сега ќе можат да си го докупат стажот и со тоа да стекнат услови за пензија. Во делот на останатите политики би издвоил дека во образованието предвидуваме проекти во делот на реконструкција на училиштата, предвидени се реконструкции на училишта и во населените места околу Струмица, во Просениково, во Дабиле, во Муртино. Предвидено е училиштето во Струмица, средното училиште Димитар Влахов да добие нов систем за грејење и да се обноват прозорите. Предвидени се и други реконструкции, изградби на сали, изградби на спортски сали. Предвидени се 31 стан за социјални потреби, 45 станови во Струмица за комерцијални потреби. Предвидени се изградби на други објекти во делот на пречистителни станици и слично, значи и една обсежна програма во делот на културата. Тука би го издвоил еден од најзначајните проекти е реконструкција на театарот, Струмичкиот театар, стариот Струмички театар, опожарениот театар. Во новата програма на ВМРО-ДПМН во манифестот е влезено со 1 милион евра да се реконструира Струмичкиот театар и на тој начин да создадеме подобри услови за театарските работници, а и за граѓаните на Струмица во тој дел. И предвидена е реновирање и реконструкција на Царевите кули, на Античкиот град и на останати објекти што се однесуваат во делот на културата. Значи во сите сегменти на живење би рекол да не заборавам за младите во Струмица, дел од овие мерки што се на ниво на цела држава се однесуваат, се разбира и за струмичани, ќе овозможиме од 16 години да се полага возачки испит и да стекнат категорија на возачи. Ќе изградиме, односно ќе отвориме нов интернет клуб во Струмица, така да има бројни и помали проекти кои што вечерва на програмата ќе им ги презентираме на струмичани, кои што верувам дека покажуваат колку ВМРО-ДПМН внимава на Струмица и потенцира улогата на овој град во целокупниот развој на југоисточниот регион во Република Македонија. Ли победа во четвртите? Јас врз основа на се тоа што го кажав, значи не врз основа на ништо друго, туку врз основа на сработеното досега и врз основа на конкретните проекти, понудата за Струмица, проектите што планира владата на ВМРО-ДПМН да ги реализира не само во Струмица и во целата четврта изборна единица, поддршката што ја даваме за земјоделството, поддршката со даночната политика за малите и други бизниси и сите други проекти, очекувам дека граѓаните ќе знаат да го ценат тоа, дека ќе почитуваат што е сработено, дека ќе ни ја дадат довербата и во следните 4 години да ја водиме Република Македонија. Очекувам сигурна и убедлива победа. За патот за Штип, да појасниме, сосема нов пат ќе биде тој или тој ќе се проживува? Патот за Штип ќе биде експресен пат, со тоа што постојниот пат што се гради меѓу Радовиш и Струмица ќе се искористи како дел од новиот експресен пат. Значи прво ќе се дозаврши делницава што се гради сега меѓу Радовиш и Струмица, потоа ќе се продолжи како следно да речам да се изгради целосно експресен пат во кој што ќе се вклопи оваа делница со цел нели средствата што се инвестирани да се искористат. Така да ќе има експресен пат кој што ќе значи многу побрз проток на стоки, луѓе и воопшто трговија на Струмица со целокупниот останат регион во Република Македонија.